како што тргна, значи не размислуваат со главата, туку плачкаат не само милиарди, туку уништуваат све, наместо да одат тие пари за болници, за фабрики и за подобри плати, подобри пензии и така натаму, тие не ги крадат. Може и треба да се воведе и смртна казна. Значи за луѓе кои што стварно екстремно. Имаше, ама добро, сега сакам да кажам, значи како паметни политичари кои што се занимаваат за да направат добро, да донесат добри закони кои што ќе бидат во корист на државата и на народот, можда и такви закони треба да се донеси и да имаме и смртни казни. Па не може некоја будала 50 души дотепа или дукраде 2 милиарди евра и ти ќе го чуваш 3 години затвор, ќе опуштиш и толку и ќе си чува парите. За жал или за среќа, смртната казна беше последно нешто, последен човек што беше утепан беше албанец кој беше стрелан, не можам да се сетам каде, но во Македонија беше тоа, Црвени брегови или не ми взимајте за точно не можам да се сетам каде, подоцна кога го погубија, утврдија дека човекот бил невин и заради тоа смртната казна се укина. Види, тоа не е причина да се укини смртната казна. Се зборуваме ако се утврди некој дека е 100% крадел. Ако имаш сумња, не можеш да го седиш човек. Значи, тоа е работа на полицијата, на јавното обвинителство. Таму да не навлегуваме. Ради еден човек, па сега, значи, направивме грешка и така натаму.